Преданија за првите македонци во Америка. Една значајна алка за функционирањето на американското општество представуваат и неговите граѓани со македонско потекло. Американци со македонско потекло има во сите пори на општеството, наука, спорт, политика, култура. Податоци што не натераа да истражиме од кога всушност почнале да емигрираат македонците во Америка и кои биле причините за тоа. Пребарувајќи низ достапните историски архиви на интернет, наидовме на еден навистина интересен податок дека всушност првиот македонец кој стапнал на американска почва бил дел од експедицијата на Колумбо. Затоа постојат две преданија, реално и двете се навистина интересни, па ќе ви ги пренесеме и двете. Првиот македонец во Америка според разни извори бил спомнат уште во 1492 година под името Драган со потекло од Охрид кој пловел заедно со Кристофер Колумбо. Првата приказна е дека Драган бил религиозен еретик кој избегал од прогон од Македонија, па затоа заминал за Шпанија. Подосна бил откриен и бил осуден на смрт. Кристофер Колумбо го спасил Драган од смртната пресуда која требало да се изврши со спалување. Подосна тој бил регрутиран за првото патување до Америка. Втората приказна тврди дека Драган заедно со своето семејство бил избркан од Охрид кога бил дете, веднаш кога турците го окупирале градот. Целото семејство се преселило во Шпанија, каде Драган служел војска и станал омилен војник на кралот, од каде подосна отпловил заедно со Колумбо. Според оваа приказна, кога Драган се вратил во Европа, оформил своја експедиција и отпловил со својата посада до Венецуела. Но постојат и други информации за понатамошниот тек на животот на Драган. Доколку сакате да поддржите нашата работа на овој информативен проект, кликнете на копчето Subscribe и на звончето и секогаш бидете во тек со нашите најнови активности. Откриени се 3 документи од 15-тиот век во кој е споменато дека во првата експедиција на Колумбо имало еден охриѓанец. Документите всушност представуваат приватни писма напишани од француската грофица Мари Мадлен Сен Жозеф де Пуасон, која била современик на тие настани. За прв пат грофицата го споменува Драхан во своето писмо од 25 април 1493 година. Во ова писмо таа најпрво пишува за почестите и за одликувањата што ги примил Колумбо во писмото наречен Кристобал Колон, според шпанската варијанта на неговото име, за време на својот прием кај шпанскиот крал и кралицата. Притоа Мари Мадлен пишува: Кралот и кралицата во Кала Анка го примија Кристобал Колон, кој се врати по 224-дневното најсмело пловење во историјата на човештвото и го засипаа со почести затоа што Кристобал Колон убедливо и сликовито го опиша и оцени своето големо пловење. Во продолжение таа пишува дека Колумбо бил удостоен со титулата адмирал и вице-крал на новооткриените земји. Потоа грофицата пишува дека таа и незиниот сопруг лично се запознале со Кристофер Колумбо во дворецот на Коста. Во врска со ова, таа пишува: Сите ние се распрашувавме за походот и за непознатите земји, а потоа и за морнарите што биле оставени во Ла Испањола. Во своето писмо од 23 април 1493 година, грофицата Мари Мадлен пишува дека за време на незината средба со Кристофер Колумбо и со дел од членовите на неговиот екипаж, еден од присутните гости на шпанскиот двор го обвинил Колумбо поради тоа што оставил 40 на своји морнари сами во туѓата земја. Дворјанинот го прашал Колумбо како тоа можел да остави грст бели луѓе во туѓа непозната земја.
На ова, еден од офицерите на Колумбо по име Хуан де ла Коса му одговорил на загрижениот дворјанин. Вие заборавате дека за индијанците белите луѓе што ги оставивме представуваат синови на небото, затоа што ние им покажавме дека можеме да владееме со громот и со огнот. Подршка на Колумбо дал и еден од кормиларите на неговата експедиција кој рекол: адмиралот го вооружи логорот со топови од Санта Марија и го остави за нив да се грижи мојот морнар Драха Далихнида, еретик, албигоец, кој во Саламанка ќе беше изгорен на клада, ако не беше спасен од Колон. Самиот капетан Мартин Алфонсо го ценеше многу. Кристофер Колумбо се вратил во Шпанија, оставајќи на американско копно 40 на своји морнари во логорот, што го нарекол Ла Навидад. Практично тоа била првата европска населба на тлото на Америка. На обвинувањата против Колумбо за овој негов потек, кормуларот на Колумбо застанал во негова одбрана, при што рекол дека нема причина за страф, затоа што логорот обезбеден со топовите од бродот Санта Марија и дека за нив се грижи Драган од Лихнида. Ова значи дека жител на првата организирана европска населба во Америка бил и македонецот Драган од Охрид. И не само тоа, туку тој бил и првиот човек на вооружените сили на првата европска населба во Америка. Грофицата Мари Мадлен и овој пат нуди податоци кои драстично може да ја променат досега познатата историја за Кристофер Колумбо. Таа тврди дека двајца морнари го преживеале нападот на индијанците и дека еден од нив бил токму Драган од Лихнида. Сето ова таа го напишала во своето писмо од 20. август 1496 година. Таа таму објаснува дека самата добила писмо од член на втората експедиција на Колумбо, опатот Лос Касос. Овој опат и напишал на грофицата Мари Мадлен дека тој лично разговарал со индијанецот Каонабо, кој бил предводник на индијанскиот напад врз логорот Ла Навидад, а подоцна бил заробен од членовите на втората експедиција на Колумбо и бил доведен во Шпанија. Во Шпанија заробениот индијански водач Каонабо потврдил дека во жестока битка за логорот најголем дел од морнарите били убиени, но дека двајца од нив се спасиле. На прашањето кои биле тие двајца, индијанецот рекол дека едниот се вика Диего, всушност тоа бил лекарот Диего, а другиот го опишал со името Големиот Аран. При тоа рекол дека Големиот Аран имал златна брада и дека бил господар на громот и молњата, со кој убил многу индијанци. Од описот што го дал индијанецот, на сите им станало јасно дека тоа бил токму Драган од Лихнида. Имено, токму тој одлично ракувал со огненото оружје, што се поклопува со зборовите на суеверниот индијанец дека Големиот Аран бил господар на громот и на молњата. Индијанецот раскажувал и дека Големиот Аран успел да ликвидира повеќе индијанци за време на нападот на логорот. Индијанецот уште раскажал дека индијанците го сметале Драган за надприродно суштество, затоа што, цитирам, слегол од небото и ги подчинил под себе богот на молњата и на громот, мислејќи на огненото оружје со кое дејствувал по индијанците. Значи, од ова писмо на грофицата гледаме дека Драган бил висок човек, поради што го добил прекар од големиот, и дека имал руса брада, од индијанците опишана како златна брада. Има предание што се случило со Драган и со неговиот другар лекарот Диего по нападот на индијанците и по нивното бегство од уништениот логор Ла Навидад. Звучи неверојатно, но грофицата успеала да дознае уште еден податок за нив, што го пишува во едно свое подоцнежно писмо испратено од Кастилја. Во ова писмо таа ја пренесува изјавата на капетан Хуан Мартис,
кој исто така престојувал во Америка и кој подоцна се вратил во Шпанија. Пред судот во Шпанија, овој капетан се заколнал дека сретнал двајца белци со своите жени и деца, од кои едниот се викал Диего, а другиот го викале големиот Аран. Тој нив ги видел во близина на денешна Богота, Колумбија. Поради фактот што капетан Мартис ја споменува територијата на денешна Колумбија, може да се претпостави дека Мартис престојувал во Америка за време на третото патување на Колумбо во 1498 година. Тоа значи дека Драган од Охрид не само што бил жив цели 6 години по своето пристигнување во Америка, туку и дека веќе имал оформено свое семејство и многу веројатно оставил потомство. Доколку сакате да поддржите нашата работа на овој информативен проект, кликнете на копчето Subscribe и на звончето и секогаш бидете отек со нашите најнови активности. Ако животот на Драган е само приказна без официјална подкрепеност со докази, веќе од 1795 година имаме и писмени докази за македонската емиграција во Америка. Во Конгресната библиотека во Вашингтон се сочувани околу 1000 копии од барања за документи на македонци кои емигрирале во Соединетите Американски држави од 1795 до 1925 година. Таму има копии од најмалку 1000 барања од македонци кои аплицирале за американски пасош. Тоа се документи на првите македонци кои емигрирале во Соединетите Американски држави. Во книгата за американските етнички групи во библиотеката има трага за македонски имигранти уште од 1820 година. Првите дошле од западните региони близу Костур, Лерин и Битола. Се проценува дека околу 50.000 македонци емигрирале во Соединетите Американски држави помеѓу 1903 и 1906 година, но избухнувањето на Балканските војни и Првата светска војна ги ограничило тие емиграции. Околу 20.000 останале во Соединетите Американски држави, а остатокот се вратиле дома. Имигрантите биле претежно селани, а остатокот занаетчи, работници и интелектуалци. Имиграцијата продолжила по војните. Повеќето од новите имигранти биле македонци од Грција, од кои многумина биле протерани од Егејска Македонија во 1920 година. Во 1920-тите и 30-тите години македонскиот јазик бил забележан во американски пописи. Без оглед на тоа како биле евидентирани во документите, несомнено е дека кај многумина постоела потребата да си го изразат своето национално чувство дека се македонци. Тоа го гледаме и преку фактот дека уште во далечната 1922 година македонците во Соединетите Американски држави демонстрирале за независна Македонија. Демонстрациите се организирани од македонски селеници кои повикуваат на обединета Македонија и дека окупаторите Грција, Бугарија и Србија треба да се повлечат од Македонија. Поделбата на Македонија е резултат на Балканските војни во 1912 година, па оваа поделба е легитимирана со мировните преговори во Букурешт во 1913 година од страна на големите сили. Емиграцијата се организирала во така наречената Македонска политичка организација на македонската диаспора во Соединетите Американски држави. Оваа организација е основана во 1922 година во Форт Уейн. Македонците обично биле заведувани дека доаѓаат од Турција, Србија, Грција и Бугарија, па во отсуство на веродостојна статистика се верува дека кон крајот на Втората светска војна имало меѓу 50 до 60 илјади македонци во Америка. Доколку сакате да поддржите нашата работа на овој информативен проект, кликнете на копчето Subscribe и на звончето и секогаш бидете отек со нашите најнови активности.
По задушувањето на Илинденското востание во 1903 година и растурањето на воената сила на внатрешната македонска револуционерна организација, македонското население било изложено на тешки искушенија. Безобзирноста на турските казнени одреди, плячкашките албански групи во Западна Македонија, разрушените куќи и огништа, настапувањето на зимата и недостатокот на храна ќе предизвика иселување на голем број македонци од земјата. Во тој процес емигрантите голема помош добиваат од мисионерите испратени од Бостон, кои разработиле шема за помагање. Белградска политика од 1 март 1903 година по информацијата за македонската емиграција ќе забележи: од битолскиот вилает голем број македонци континуирано се иселуваат во Америка. Изгледа дека со ова иселување раководат американските мисионери. Секој иселеник добива од нив темно-плаво одело и качкет на кој блешти американскиот грб. Сите се обезбедени со валидни исправи за иселување, патни трошоци и патен билет. Македонските емигранти кои по Илинденското востание заминале за Америка, при стапнувањето на американска почва се определувале како македонци. Меѓутоа, подоцна, кога официјалните власти ги правеле списоците на новодојдените, ги регистрирале како бугари, срби или како грци, прецртувајќи го зборот македонец. Како резултат на тоа, невозможно е да се утврди ни приближната бројка на македонски емигранти од тој период. Но никој не може да го занемари фактот дека многумина кои починале во тој период, а и подоцна, на своите надгробни плочи имаат запишано дека се македонци. Доколку сакате да поддржите нашата работа на овој информативен проект, кликнете на копчето Subscribe и на звончето и секогаш бидете во текст со нашите најнови активности. Ако се земе во предвид фактот дека во тек на различни бранови на емигрирање во 19 век, македонците патувале со туги пасоши, ретко кој имал презиме и дека поради прилагодувањето на нивните податоци со англискиот јазик и писмо, податоците биле значајно изменити, сваќаме дека е невозможно да се споменуваат ни приближни бројки кои би ги опфатиле македонските емигранти. Во секој случај, значајни се имињата на Димитар Паница, еден од првите познати македонци во Америка, активен во македонската заедница во почетокот на 20 век. Петар Ацев и други македонски револуционери, браќата Попов, македонски мигранти кои се споменуваат како едни од првите што отвориле сопствени бизниси во Њујорк. Филип Димитровски, еден од првите македонски предприемачи во Детројт. Денес македонци може да се сретнат во сите сојузни држави, но најбројни се во Мичиген, Њу Џерси, Њујорк, Охајо, Индијана, Илинојс, Пенсилванија, Флорида, Тексас, Аризона и Калифорнија. Доколку сакате да поддржите нашата работа на овој информативен проект, кликнете на копчето Subscribe и на звончето и секогаш бидете во текст со нашите најнови активности.